Се повеќе земјоделци користат семенски материјал во сеидба, велат подобро и сите треба да употребуваме сертифицирано семе отколку оставено од реколта за да добиеме поголеми приноси. Мислам ваа година вачината, се ваа година дека употребуваме сега. Више тоа семенски материјал е нормално, дека секој треба да има семенски материјал, подобро производство. Тоа е нормално. Поскапо оваа година како цените? Па цените спрема производството. Производството оваа година многу слабо беше. Мислам и цените се подобри сега. Јачменот од 12 денара до 13-14, семенски материјал 24. Мислам што нема доволен број количина јачмен и пшеница. Сортата Барун за јачмен и апачик и пшеницата се проверени најпогодни сорти за овој регион, велат земјоделци од Карвинско. Врнежите од дожд се добродојдени за земјоделците кои ги посеја нивите, бидејќи со доволно влага во почвата житото побрзо ќе прорати. Ова ним и влева надеж дека годината ќе биде подобра од лани. Би требало секој земјоделец да го употребува, бидејќи тие се враќаат пари од Министерството за финансии се враќаат и подобро е семенски материјал да земе него да го зима од некој си така на црно да земе па да саде и поисплатливо е, повеќе плаќа. Кои сорти ги земате? Па јачмен Барун и пшеница Апачи. Добри ли приноси дават? Па за сега е за нашето подневје најдобри приноси дават. Сега има дожд, добро ли е што падна дожд, па малку ќе се фрла ѓубре? Па мислам дека ќе биде подобро од претходната. Има дождови, има најави уште да паднат уште дождове, така да ѓубриво есенско ѓубре се фрла негде по 30 до 40 кг и мислам дека ќе биде добро. Есенската сеидба во Штипско е реализирана 50%, велат од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип. Според плановите, со житни култури ќе се посеат над 7000 хектари, од кои повеќе со јачмен. Сеидбата со сертифициран семенски материјал се субвенционира со дополнителни 3000 денари по хектар.